Никој од оваа држава не си отишол затоа што некој му рекол дека лошо се живее или лошо ќе се живее. Од оваа држава луѓето си одат затоа што лошо живеат, затоа што завршиле соодветно образование, се потрудиле, работат 8 часа, 6-7 дена у неделата и пак не може да го поминат месец. Си отишле од оваа држава затоа што го завршиле соодветното образование, ама на работа бил примен некој преку партија. Си отишле од оваа држава затоа што немале свој човек по некој од државните институции и не можеле да завршат на време работа. Си одат од оваа држава затоа што цел живот плаќаат здравствено осигурување, а на крајот треба да се лекуваат у приватни болници за илјадници евра. Си одат од оваа држава луѓето затоа што секоја политичка партија, секој премиер пред да дојде на власт ветувал брда и долини, а кога доаѓал на власт ги рушел дополнително темелите на оваа држава. И сега сите ние знаеме зашто си одат луѓето од оваа држава. Ти не убедуваш дека некој си оди од оваа држава затоа што некој на социјалните медиуми, кој што гради медиумска новинарска кариера благодарение на недоследности, им кажувал на тие луѓе дека не се живее убаво во Македонија. Ова е потценување на интелигенцијата на сите, дури и на оние кои што се членови на твојата партија и кои што гласаат за тебе. Јас знам десетици твои блиски соработници, луѓе кои што работеа у партија, кои што во изминативе десетина години си заминаа од држава. Зашто? Затоа што веројатно го видо истото што го виделе сите илјадници луѓе кои што си заминале од државата. Дека со тебе на власт во Македонија нема иднина. Кој е крив што ти излажа дека ќе го вратиш името, дојде на власт и не го врати? Кој е крив што излажа дека ќе го објавиш договорот за Бехтел и Енки и не објави ништо? Дека ќе го видоизмениш, дека ќе го раскинеш, имаше милион опции. Зашто беше најкриминалниот договор во историјата на оваа држава. Сега тој најкриминален договор ти го спроведуваш. Тоа е недоследност. Ама затоа не е крив Инфомакс и не е Инфомакс крив што јавно го споделил тоа. Крив си ти што си излажал. Треба да се извиниш на македонскиот народ за сите работи кои што си ги ветувал, а не можеш да ги испорачаш.